Здраво живо, одиме во живо. Денес е 16 февруари 2022 година. Сонцето изгрева во 6 часот и 39 минути, а ќе зајде во 17 часот и 8 минути. Температурата во текот на денот ќе се движи од 4 до 10 степени Целзиусови. Добро утро уште еднаш. Може би си мислите дека се вклучувате во утринска програма, но тоа не е така. Само момент. Февруари 2022 година. Тоа е тоа, утринските програми имаат своји предизвици, се шегуваме, ние почнавме со оваа најава, затоа што ова е веројатно најутринскиот настан што некогаш сме го имале и најраното вклучување во живо. Не сме тука да зборуваме за дневни теми, тука сме со убав повод, славиме успешно завршување на Rise идеациската програма, позната и како Rise Journey 2. За оние што не знаат или не препознаваат, конечно сме без маски, да се представиме. Јас сум Ирина, ова е колегата Маријан. Тука до нас имаме и наши говорници кои што понатаму ќе ги видите. Денес се наоѓаме во овој преубав простор во новоотворениот Центар за социјални предпријатија, кој што се наоѓа во срцето на нашиот град, на главниот град Скопје. Приказната за овој простор и зошто сме токму овде, подоцна ќе ни ја раскаже Барбара Садовска, нашата домакинка. Да се вратиме на Rise. Rise доаѓа од акронимот Regional Incubator for Social Enterprises. Станува збор за регионален проект кој што се имплементира во земјите од Западен Балкан и кај нас. Арно е регионалниот инкубатор кој што ја спроведува програмата во нашата земја и ние сме многу благодарни за тоа, затоа што имаме шанса да правиме добро. Тоа е нашиот слоган, го гледате на вашите екрани. We are Arno and we do good. На екраните исто така гледате неколку луѓе од нашиот тим како го држат логото, но долу во екранот ја гледате и сликичката на Олга Рајчик или нашата Оле, која мора да ја поздравиме затоа што Оле беше со нас речиси до самиот крај од Rise патешествието 2. Оле, фала ти за целиот придонес и за се што направи за програмата. Веруваме дека и ти си исто возбудена колку и нас за овој ден кој што ние интерно си го викаме дека е јаготка на шлагот, затоа што е крај на една интензивна програма. Она што следува сега е да ви кажеме што правевме изминатите 4 месеци и што всушност се случуваше во Rise Journey 2. Да, изминатите 4 месеци беа многу интересни, а исто така и многу интензивни за нашите райзери, но и за нас, каде што научивме доста нови и корисни работи, но пред се дружевме, се почитувавме и се поддржувавме и си дадовме позитивна енергија што ја ќе не следи уште многу долго. Се почна некаде кон крајот на август, каде што го објавивме повикот за новата програма Rise Journey 2 и добивме 9 нови тима и 30 нови пријатели и пријателки, наши поддржувачи, идни соработници, колешки и колеги. Во духот на Rise продолживме со програмата и влеговме во светот на социјалното предприемништво, каде што преку 5 обуки и 3 средби зборувавме повеќе за социјалното предприемништво, за мисијата на самите социјални идеи, за комуникациите, за брендингот, за создавањето на импакт и се спремавме за презентацијата на самите идеи. Покрај ова реализиравме и 24 еден на еден средби, а нашите райзери исто има и 72 менторски сесии со 10 искусни ментори од различни области од нашата држава и покрај тоа присуствуваа на 4 регионални средби каде што ги градеа своите вештини за меѓукултурна соработка и ги запознаа нивните колешки и колеги од регионот. Сето ова да стигнеме и до големиот надпревар, демоденот, кој се одржа вчера, каде што тимовите ги презентираа своите идеи пред професионално жири. Денес сме тука токму да го прославиме овој момент за сите тимови, но и да ги прогласиме двата тима кои ќе продолжат понатаму во инкубацијската фаза и ќе добијат вредни награди. Спремивме и визуализација како поддршка на ова што го збориме. Денес сме овде во хибриден формат, па сакаме да е што е можно поинтересно ова наше мини настанче.
Мац кажа што работевме минатите 4 месеци, навистина беше многу работа и ние сакаме да им честитаме на сите млади кои што посветија многу време, пишуваа домашни, работеа со менторите и ги развиваа своите идеи. Овие идеи се важни затоа што се идеи за бизниси кои што прават профит, меѓутоа прават и добро и за луѓето и за општеството. Така да ние навистина ги сметаме сите овие млади за победници и сакаме да апелираме до сите вас да во животот доколку наидете на нив во било каков формат и во било кое време да ги поддржите. Можеби тие се уште немаат свои продукти или услуги кои што ги продаваат, меѓутоа верувајте дека заслужуваат поддршка секој еден од нив. Еве сега, затоа што не сме во живо, не можеме аплауз, ќе ве замолиме да стискате лајкчиња и срциња, да ги следите оние кои што имаат веќе направено профили на социјалните мрежи и да ги поддржите. Сакаме сега да ви ги представиме сите тимови, затоа што токму тие тимови заслужуваат навистина внимание. Одиме со првиот тим, станува збор за Симона и Кристина, кои што се две сестрички од Неготино, кои преку Еко Кетеринг сакаат да отворат работни места за самохрани мајки и да потекнат економска независност и кај жените ромки од нивната заедница. Браво за идејата, Амброзија. One Place е тим кој што е составен од 6 млади, Станиша, Данче, Минеат, Звезда, Викторија, Александра. Тие имаат идеја да направат онлайн ресурсен центар, платформа, каде може да се најдат огласи за хонорарна работа, работа со скратено работно време, која што одговара на одредени категории на граѓани, како самохрани родители, исто така платформа каде што ќе може да се добие бесплатна социјална, правна и психолошка поддршка. Одиме кај Камп. Камп е тимче составено од психолог и извидник, тоа се Ана Марија и Бојан. Тие имаат идеја и посветено работат на идејата да се направи градинка на отворено. Одиме понатаму, Димитар, Ангела, Емилија, а од неодамна и појачани со Даниел, се тим кој што верува дека квалитетното образование треба да е достапно на сите и затоа сака да направат онлайн платформа Skills која ќе функционира како one for one моделот. За секој уплатен курс ќе следува бесплатен курс за млад човек со помалку можности. Одиме понатаму, има ли некој кој што мисли на талентите во нашата земја? Има, тоа се нашите амбициозни Дијана и Софи, кои посветено работат на идејата за отварање на едукативен центар IQ, центар во кој ќе има разни програми за деца и млади, кои благодарение на социјалната мисија ќе бидат достапни за оние дечиња кои што не можат да си ги дозволат. Ете, така, за талентите имаме посветено идеја, се селиме во кај тимот на Камелија, Виктор и Ангела, кој има амбиција да ни донесе една светска практика. Тие сакаат да воведат циркуларен концепт за реупотреблива амбалажа за храна и пијалоци. Срекна за идејата наречена СВАП. Одиме кај седмиот тим, станува збор за тим кој што ни доаѓа од градот Штип, се селиме виртуелно во Штип. Поздрав до Анастасија, Милена, Ребека, Рената, Верица и Наташа. Тоа се нашите креативки кои сакаат да помогнат на текстилната работничка, сакаат да раскажат нејзината приказна, но и сакаат да направат палета на производи од отпаден текстил, од торбички за таблет до етно сувенири. Срекна за идејата EcoArt. И ни остана уште да ги представиме Сара, Катерина и Марко од тимот Yes for Less. Тие се ултрасериозни екоактивисти со изградено комјунити и амбиција да направат онлайн платформа која ќе биде главно собиралиште и извор на информации за сите заинтересирани за одржливи практики на живење. Да бевме во живо, ќе оставевме да грми аплауз, ама вака во хибриден формат повикуваме уште еднаш на добра мисла и поздрав до тимчињата и нивните идеи. И сето ова немаше да биде возможно без регионалната канцеларија за младинска соработка и Француската агенција за развој, кој пред неколку години го препознаа младинското социјално предприемништво като точка на спојување на младите од Западниот Балкан. Токму Рајко, акронимот за регионалната канцеларија за младинска соработка и Француската агенција за развој се нашите главни донатори и поддржувачи на кои сакаме да им се заблагодариме за поддршката до сега. Затоа задоволство ми е следно да го најавам Владимир Ѓорѓевски.
Извините, Владимир Ѓоргевски. Владимир е директор на локалната канцеларија на Рајко во Северна Македонија. Владимир, добре дојде. Би сакал да те прашам што е Рајко и зошто Рајко го поддржува токму младинското социјално предприемништво? Ти благодарам, Марија. Најпрвен честитки за овој проект и успешно завршување на овој циклус на проектот. Што е Рајко? Ќе пробам да бидам краток. Пред се морам да кажам дека Рајко е производ на Берлинскиот процес. За тие што помалку знаат, Берлинскиот процес е процес на земјите од Европската унија да ги приближат земјите од Западен Балкан до Европската унија, односно да помогнат во интеграцијата и при целиот тој процес најбитни се младите, токму поради тоа како еден од најјасните резултати е Рајко, односно тоа е меѓувладина институција која што е формирана од 2016 година со подпишување на договорот помеѓу 6 премиери од државите од Западен Балкан, Македонија, Србија, Црна Гора, Босна, Албанија и Косово. И од тогаш овие држави соработуваат заедно, односно инвестираат во Рајко за имплементирање на различни програми кои што ќе пред се фокусирани на младинската соработка, помирувањето, интеркултурата, но и дополнителни програми кои што се битни за младите, за да младите останат тука, се развиваат и ја гледаат својата иднина. Една од тие програми е Райс. Мене ми е многу драго за оваа програма, затоа што на почеток кога Рајко се формираше, беше фокусот на помирувањето, интеркултурата и помалку се зборуваше за предприемништво, вработување, социјално предприемништво. Може да видите и во првата стратегија дека малку се дури не се зборува за таа тема, бидејќи при самиот почеток мислевме дека битни се темите на помирување од Западен Балкан, но подоцна увидовме дека младите сакаат да соработуваат на теми кои што се модерни, кои што им се битни секојдневни и нормално вработувањето е многу битна тема, е гордлива и секаде невработеноста на младите е огромен проблем и токму затоа ми е драго бидејќи се препозна идејата од страна на интернационалните партнери, тука е француската развојна агенција, но кој што заедно соработувајќи со Рајко ја дизајниравме целиот процес и многу ми е драго затоа што овој процес не е само давање на грантови, туку е цел процес од идеја до реализација преку многу менторство, преку многу обуки, затоа што доколку и тука тие што не добиле грант може да добијат на друго место, но се обучени да работат со социјално предприемништво, тема која што кај нас уште малку е застапена и уште многу луѓе не знаат што е тоа и мислат дека е нешто навистина комплицирано, всушност е сепак вработување и бизнис. Така, ти благодарам, Владимир, навистина големо благодарам од нас, од сите Райс тимови за поддршката до сега. Се надеваме дека ќе има и Райс Journey 3, 4, 5, 6. Навистина младите ја препознават и ја сакаат програмата и нам ни е задоволство што работиме со такви луѓе кои ќе донесат убави работи само кај нас. И ми е драго, морам да додадам, што донаторите го препознаваат социјалното предприемништво како алатка за поврзување на младите. Ако зборувам и за регионални пазари и за регионален пристап, тука и така има уште поголем потенцијал. Фала Владе и Рајко за целата поддршка. Да, нашиот нареден гостин од мојата лева страна и сега е да направиме мала промена и во нашите глави да го снистеме копчето Change to Language to English. Така да овој дел ќе е на англиски, од мојата лева страна ја имам Барбара Садовска, and Barbara, it is my utmost pleasure to introduce you. Barbara Sadowska is the project leader of the biggest and most important project for social enterprises. It's called Support to Social Enterprises, that will definitely change the landscape in our country. Barbara, first of all, thank you for having us here. The Center for Support to Social Enterprises looks really great. We hope that this is going to be the second home for many, many young social entrepreneurs. So Barbara, I would like to ask you what is exactly the project to support to social enterprises and what does it mean for the young people from our country? Thank you so much. It was really a pleasure to be part of your project, and I really admire
all of these young people, their passion, their responsibility for the local issues, for the local people, environment. So it was really great and pleasure to be part of this project, to be member of jury, and to also have chance to choose the best project. But you know, all of you really should receive an award to continue your beautiful project. So because this project had only the possibility to provide 2 awards. We can support your ideas within the project Support to Social Enterprises. This is really great possibility for your country. It is not only project, it is something what will really provide systematic solutions, which will change, as you mentioned, Marian, ecosystem for social enterprises, which will provide more possibilities for you to start social enterprise, to have initial capital, to buy machines, tools, to prepare space for your social enterprises, but also to prepare institutions around, like active employment measures to be suitable for the idea of social enterprises, support you with hiring people who are long-term unemployed or who are in difficulties, to prepare banks to provide you loan on preferential interest rate, like it could be 0.5% of interest rate. So we are working on it to provide such financial instruments to social enterprises, which will give you chance really to realize your ideas, to change this beautiful country for more inclusive, more solidar country, more responsible. And you know, the most important element of the project is legislation. So we will have legal act. What it is social enterprise? It should be continuous economic activity. It should be mission first. You have mission and you establish your social enterprise to fulfill the mission. It is enterprise with the purpose. The purpose is the most important. But of course, to fulfill purpose, you have to have strong business concept. Because when you have a purpose but you don't have business concept, you will not support and you will not be able to really provide what is needed to be done to change the situation. This is also very important that you have participative way of the governance of this social enterprise. You include your workers, partners, donors to have influence for your social enterprise. Also, transparency is very important. Please be transparent as much as possible, because you know it should be everything clear for everybody who will support you. How money are spent, how much money you generate from profit, how profit is used. It is also a very important element of this project. If you have mission, you have to demonstrate that at least part of your profit is dedicated to fulfill this mission. So this is one. All of you are eligible. It is my opinion, because we have 2 sub-granting institutions selected to provide grants to social enterprises. It is National Youth Council here in Skopje and CEPROSART. These 2 sub-granting institutions will provide altogether 16 grants to social enterprises, National Youth Center for Youth Organizations. So when Marian was asking me what it means for you, it means that you will have really possibility to apply for this grant. Of course, it will be 10 grants, but I hope that you have chance to win, because yesterday I was really
surprise of the maturity of your project, of your ideas. So next element, which is very important, it is regional support centers. Here we are in the main support center for social enterprises. You can come here and visit us, and I am happy that we can host you and Irina, Marian, and Vladimir here today. And I would like to have this place alive. I would like that you knock to this door and you have your ideas, you ask us for support. We'll try to match you with local mayors, with local businesses. Especially that in your country there is new law, amended law on public procurement, that means that local municipalities and other public institutions can use such possibility like reserve contract. So you as providers of the services to the local community, you can be selected by the local municipality to provide services, needed services for local community using reserve contracts. So it is also a great possibility. And we can match you with local businesses through these regional support centers, which are set up in 8 regions of Macedonia. They know local businesses, they know local communities, especially that part of these regional centers are set up on base of the regional planning centers, which consist of the communities, local communities. So it is great possibility for you to really go ahead and develop these beautiful ideas. And also you can apply for the label within the law. We will also define criteria to receive label of being of social enterprise. You can be promoted, you can be part of the movies, reportages, articles, and I hope that in the period of 3, 4, 5 years, your country, which is really beautiful, and I love your country very much, but I would like to have more people integrated, not left behind, not depend only on social benefits. So you are the future of your country. Thank you so much and congratulations. Thank you very much, Barbara. Thank you for the lovely words. As you can see, Barbara is one of the biggest friends and biggest believer in the youth in our country. So please use the project, use the center. It offers a lot of opportunities. And most importantly, it's going to create a legal framework that will adjust all of your ideas to turn them in social businesses. So Barbara, thank you very much once again. It's a pleasure to be here in such a cool new place with such a great energy. I really hope that all of you will come to visit the center, have a coffee with Barbara, with the team, and talk about your ideas and everything that happens in your Welcome, dear friends. Super, thank you, Barbara, thank you, Marian. Now we jump quickly to Tirana. And here is the next slide, but most importantly, you will in short hear the voice from our project manager, Ardita Bonatti from the RISE Consortium, also representatives of the RICO office. Ardita, are you here with us? It's been really great to be part for 2 years in a row with Arno and with other local incubator. And I'm really excited, especially from the energized of the youth who are presenting really great initiative ideas towards to the social economy, which is great because this is the aim of the RISE to get the leadership to the youth in order for them to change a little bit ecosystem, to push to change with their energy and with their dreams. And not only, but became those initial ideas into reality. And so I'm so excited that RISE and consortium member and all jury can contribute and give them this possibility. In all over the region, we had really excellent winners and ideas covering almost all the fields, starting from employment of youth and marginalized group, tourism, environment, recycling, as well ICT and innovation, which is really good, healthy issues and all of this. So for me, it's been a pleasure
and keep going, Arno and North Macedonia, with that great ideas that you had. Thank you, Ardita. Thank you for all the support. We will also kindly ask you and Barbara to also present the winning teams. So this is the time for, I believe we are all excited. Ardita, can we ask you to announce one of the winning teams? Just say the name. Yes. First, I have to admit it, for the jury it was really difficult to decide it because the competition was really high, and as I mentioned, it was really difficult for us to decide it, but at the end we decided, we choose our teams. So I'm really proud to announce the first one, teams. It's teams with idea camp. So congratulations. Super. We will hear from the teams shortly. Teams prepare for a short statement. And now, Barbara, please, it's honor for us to hear the second winners from you. Okay, dear friend. The second winner is Yes for Less! Супер, Yes for Less и за вас честитки. Се надеваме дека имаме представници од тимовите да ни дадат кратка изјава. Ајде да ги слушнеме Камп, Ана Марија и Бојан. Дали сте тука со нас? Дали може да ни кажете на кратко, да им кажете на луѓето, сите оние што не следат, која е вашата идеја и што за вас значи оваа награда? Дали ќе ги имаме Ана Марија и Бојан? Имаме еден интересен куриозитет да ви споделиме. Тие се во Литванија, вчера дури презентираа од Литванија. Во живо ни представија како изгледа градинка на отворено. Ете, беше феноменално да се види таков нов концепт кој што ќе стигне кај нас. Еве ги нашите Ана Марија и Бојан, честитки! Кажете им сега на кратко на сите што е Камп и што ќе правите со наградата, што се следните чекори за вас. Здраво, сите, ние сме навистина многу возбудени и сакаме да се заблагодариме на Арно, на нашата менторка Катерина Попова, исто така која што ни помогна во целиот овај процес. Моментално сме во Литванија, од каде што нашата идеја уствари потекнува. Тука сме за да го стекнеме тоа искуство, да можеме натаму да знаеме како да почнеме целата таа идеја за Камп во Македонија. Инаку Камп планираме да биде градинка на отворено, која што ќе ги учи децата за екологија, за начини на рециклирање, за обстојување во природа, искажување на своите емоции на правилен начин и се до тоа правилно здрава исхрана. Така да нашите следни чекори кога ќе се вратиме во Македонија се да ги сконтактираме и тоа да почнеме да соработуваме со локалната бизнес заедница и да можеме веќе да почнеме со грантот кој што го добиваме од РАИС да се сертифицираме и натаму да почнеме да ја набавуваме потребната опрема за реализирање на нашата идеја. Супер, поздрав до тебе и до Бојан, честитки, да, навистина сме возбудени, особено родителите што беа во жири, сите рекоа, многу ни треба место кај што децата ќе трчат, нема да бидат затворени дома, така да фала ви дечки што ќе донесете нешто ново во нашата земја. Апел до бизнес заедницата, особено од регионот на Штип, да ги поддржи овие млади, да ете можеби за нивните вработени да имаат, да ги поддржи со тоа што нивните вработени ќе имаат ваков кул концепти, простори, место каде што ќе ги остават своите дечиња. Поздрав, дечки! Се селиме сега кај тимот Yes for Less. Кој ќе ни се обрати од тимот? Да видиме дали се исто така возбудени. Само за кратко ние ќе почекаме да ве видиме вас кај нас на екранот. Еве ги! Здраво! Ме слушате?
Мене дури солза ми потече, јас сум многу емотивна. И мене, јас возев точак и насред почнав да се дерам и луѓе ме гледаа. Внимателно, немојте белја да направиме под играчка плачка. Кажете ни што е Yes for Less, кажете им на луѓето. Да. Значи, Yes for Less е еко-комјунити платформа. Ние веќе почнавме да го градиме нашето комјунити пред 1 година. Меѓутоа, оваа победа ни дава уште повеќе мотивација и можност да работиме на таа заедница за да ги поттикнеме еколошките навики. Ние веруваме во моќта на секој од нас поединечно да направи општествена промена. Меѓутоа, кога сме заедно, тие промени се шират. Прво, промената почнува од нас, меѓутоа, јас ќе кажам на мојата другарка, на мојата мајка, на мојот татко и така промените се дуплираат, се триплираат и се надеваме дека ќе може да допреме до многу луѓе кои ќе се мотивираат да направат некоја еколошка промена во својот живот, која секако на крај се очекува да има една поголема цел за Македонија како држава, значи да се гледаме нашата држава почиста, со природните богатства кои ги имаме, да ги зачуваме и да наликуваме на една европска држава кога ќе дојдат луѓето од страна да ја видат, да речат браво за овие луѓе како се ја чуваат својата убава земја. Супер, фала ви, дечки. Да откриеме на јавноста дека вашиот тим е растркан из Европа и дека овие практики ни ги доносите од Европа. Исто така голема благодарност за тоа што сакате да воведете нешто ново кај нас и за она што веќе го имате како, ние ви го викаме и movement, и движење, и community, така да еден апел да ве посетат, да ве лајкнат на Инстаграм, затоа што таму е навистина корисно да се биде фолоуер на Yes for Less. Супер. Што е следно? Следно е дека овие тимчиња продолжуваат во инкубацијска фаза, каде ќе ги доработуваат идеите, ќе работат повторно со менторите. Тие добиваат 2500 евра награда од РАИС за развој на идејата и за мобилност, значи ќе имаат шанси да патуваат во регионот, да посетат идеи кои што се слични на нивната, да се запознат, да се дружат со другите млади, нели ете го моментот на стварување на контакт и учење едни од други. Меѓутоа имаме и две изненадувања. Благодарение на верувачите и поддржувачите на социјалната економија, имаме дополнителни награди од наши драги соработници. Ова е доказ дека социјалното претприемништво на вистина има свој поддржувачи и светла еднина. Да, со тоа би сакал на виртуелната сцена, доколку се нас, е да ја поканам Елена Донева, основачка и извршна директорка на студиото за графички дизајн Контура. Елена, дали се слушаме? Мислам дека имаме најава за едно отсуство, тоа не сигнализираат. Да, тоа не сигнализираат, Елена не е со нас, но сепак голема благодарност до студиото за графички дизајн Контура, кој има дополнителна награда од елементарен брендинг на вашите тимови, ќе добиете нови логоа, ќе добиете банер, ќе добиете знаме, ќе добиете картички од рециклирана хартија и се останато што ќе ви треба за самиот почеток. Секако, тука се нашите партнери кои понатаму ќе ве поддржуваат и ќе останат и со вас и со нас. И втората награда е награда од Медиум. Дали имаме со нас Дијана Митревска, представник на еден од најдобрите онлайн медиуми innovativnost.mk. Дијана, дали се слушаме? Да, се слушаме. Здраво, Дијана. Ви благодариме за поддршката и за двојното време. Дали може сосем накратко да ни кажете што е innovativnost.mk и која е дополнителната награда за двата тима? Најпрви сакам да им честитам на поедниците. Идеите што ги слушнавме вчера беа сите интересни. Не препорачувам никој од нив да се откаже од развојот на својата идеја, меѓутоа моравме да избереме две.
Иновативност е медиум, портал кој што го промовира предприемништвото во нашата земја, не само кај младите, меѓутоа се трудиме да го развиеме предприемничкиот дух кај сите луѓе од сите возрасти. Она што ние им го нудиме на поватничките тимови е медиумска промоција. Ние редовно објавуваме такви свежи иновативни идеи, не само од Македонија, туку од регионот, од светот, едноставно за да ги мотивираме луѓето тука сами да смислат нешто креативно, нешто слично, да ги поттикнеме и тие да размислуваат на тој начин. Така што стоиме зад победничките тимови, имаат поддршка од нас во секое време. Супер, супер, ви благодариме многу. Како што слушнавте, ќе имате добра медиумска покриеност, како што знам, ќе има индивидуални интервјуа со тимовите и покриеност на самиот настан и ќе ве следат во вашиот развој на самите бизниси. Така, Дијана, ви благодарам од тимот, од името на Арно и од името на тимовите за вашата поддршка. Но знаеме дека многу се заблагодаруваме, но Арно не би било Арно, да, и Рајс не би било Рајс, доколку околу себе не имавме стварно прекрасни луѓе кои што не поддржуваат нас, ги поддржуваат младите и веруваат во социјалното предприемништво. Ние љубиме да кажеме дека it takes a village to raise a child и навистина е така. Се трудиме околу нас да имаме прекрасни луѓе со прекрасна енергија кои сакаат да дадат назад тоа што го научиле. Во прва рака би сакале да кажеме на огромно благодарам за нашите ментори и експерти кои во изминатите 3 месеци активно работеа со тимовите на напредување на нивните идеи, им ги проширија нивните видици, но и ги туркаа да се подобри и подобри. Искрено фидбекот за менторите беше одличен, дека спојувањето на вистина им се погоди и дека беше еден продуктивен процес во кој и менторите и самите тимови уживаа. Така да би сакал да кажам едно големо благодарам за Катерина Златановска Попова, кариерен советник, тренер и консултант за човечки ресурси, Сања Манчева, председател на Сдруженијето за граѓани за едукација, напредување и развој на социјалното предприемништво, ко-креатори, Бојан Кордалов, комуниколог, специјалист за односи со јавност и нови медиуми, Игор Мишевски, коосновач на Impact Foundation, Impact Ventures и Nova Solutions Битола. Понатаму, одиме со Димитар Јовевски, професор при Економскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи и коосновач на маркетинг агенцијата Pixel, Александра Лопарска-Илоска, истражувач и аналитичар во асоциацијата Public, нашиот голем пријател, Шемседин Илјас, дел од тимот на Арно, кој работи како финансиски менаџер и финансиски консултант во секторот повеќе од 15 години, Наталија Бургиева, екоактивист, социјален предприемач и најпозната како основач на бизнисот Мама Органа, Љубомир Трајковски, нашиот најискусен ментор со повеќе од 20 на години искуство како консултант во приватниот и во граѓанскиот сектор, Сара Бенијулис, која е во Литванија и е основач на неколку социјални екобизниси, и Михаела Василевска, архитект, екоактивист и поддржувач на одржлив начин на живење. Ова ни беа менторите, но како што знаете дека покрај менторите со едно заблагодарување оди едно гратис, па не може да не кажеме и големо благодарам на жири комисијата, која што како што кажа, навистина имаат тешка задача да одлучат кои се два најдобри тима, затоа што вчера сите бевте сјајни и ние, јас и Ирина и Оле и останатиот тим на Арно бевме навистина горди и дискутиравме дека направивте одлична работа. Ви благодариме жири комисијо за вашите коментари, за вашите сугестии и се надеваме дека нашите патишта ќе се вкрстат пак. Виртуално благодарам за Барбара Садовска, која е до мене, тим лидер на проектот Ептиса, поддршка за социјалните предпријатија, Ардита Бонати, Рајс конзорциум и Рајко проектен координатор, која што ги објави наградите, ја знаете веќе, Александар Костадинов, локална канцеларија на Северна Македонија Рајко, финансиски менаџер, Софија Дацева, основач и извршен директор на Матриошка компанијата, Дијана Митревска, автор и уредник во иновативност и дополнително спонзор со награда за тимовите, Игор Маџов, коосновач и програмски директор Стартап Македонија и Стефан Перчинков,
менаџер за развој на бизнисот во компанијата Евалуатор. Едно огромно благодарам. Аплауз за се што направивте за нас, за тимовите и се надеваме дека нашата соработка ќе продолжи уште многу години. Така е. Сега дојдовме на самиот крај. Пред да се одјавиме, ќе кажеме што се следни чекори. Овие два тима заменуваат во инкубацијска програма, но другите тимови, како што каже и Владе и Барбара, веќе имаат развиени идеи и ги чекаме да аплицираат на сите можни објавени конкурси, надпревари, повици за поддршка на развој на социјалните предпријатија. Ексклузивно ќе објавиме дека следната недела повторно ќе се вклучиме во живо со официјално лансирање на надпреварот за зелени идеи. И сега мора да кажеме нешто искрено. Минатата година бевме пријатно изненадени и шокирани кога едно од рајс тимчињата, Округ, иако не влезе во инкубацијската фаза во Рајс проектот, се пријави на надпреварот за зелени идеи, победи на национално ниво и победи на регионално ниво. Значи, овие млади ги искористија сите можни поддршки кои што ги добија преку Рајс проектот и преку другите можности кои им се понудија, ја развија својата идеја и ни донесоа регионална награда од регионален надпревар. Значи, zeleniidei.mk е дестинацијата која што следно сакате да посетите, доколку имате идеја за зелен бизнис, бизнис кој што има и социјална мисија и е добар за животната средина. Значи, кога се работи посветено, навистина има потенцијал, може да се развијат идеи. Ние сега ќе се одјавиме, ќе ви посакаме да останете добро, да останете одговорни за себе и своето здравје и да мислите ете како со бизнис идеја би предонеле кон решавање на проблемите од нашата заедница. Ние секако сме тука да ве поддржиме во развивањето на идеите. До скоро видување. Чао, чао. Ciao, ciao.